Господин Азески, ви благодарам што издвоихте време за интервју за Гласот на Америка. Ме представува чест. Стопанската комора ќе обележува 100 години постоење. Така е. Што значи тоа за вас како стопанственик и воопшто и за членовите на комората? Па за секого тоа представува голема чест, затоа што немаме институции кои што има толку, ние сме млада држава и тоа е една од ретките институции која што обстоила ни сите овие периоди, а тие биле турбулентни на Балканот и нарочно на просториве на нашава држава. Имаме нормално што се формирало 22 фирми кои што се формирани пред тоа, затоа што основата на коморското организирање да ги обедини фирмите. Иначе започнал со работа тука на плоштадот до зградата на Телеком, од таа стара зграда комората, а од 57 година има ова зграда овде и она е, како да кажам, некој обележи. 30 години независност, но во исто време и 3 децении, можеме слободно да кажеме, незадоволителна економска состојба. Можеше ли комората да направи повеќе за да граѓаните живеат во една подобра економска? Комората е реален одраз на состојбите во државата. Значи не може ти да имаш комора со 5 звезди ако немаш држава со 5 звезди. Не можеш да имаш комора со 5 звезди ако немаш компании со 5 звезди. Така да ние нормално покушаваме во такви услови да се снајдеме, да се наоѓаме во позиција на лидер на новите процеси кои што има информација од своето мрежување и може тоа да ги види како функционираат во светот и така натаму, али за тоа е потребно и едно деловно окружување во државата. И тука се познати тие методи како треба да дојдеме до тоа. Морам да кажам дека во овие 30 години не ни поаѓа од рака, али тоа се сепак први 30 години на самосталност, кои што треба да значат дека ќе има и одредени слабости. Мислам дека детектирано е тоа што е потребно во наредниот период и заедно со компаниите ние ќе видиме фактор на градење на економските политики во наредниот период. Имаме енергетска криза во најава и бројни ценовни поскапувања. Кои се вашите очекувања, со што ќе се соочи стопанството, со што ќе се соочат граѓаните? Мислам дека треба да гледаме многу предпазливо на нареднава година, затоа што овде не се работи за домашни фактори, овде се работи за надворешни инпути, кои што се врзани за големи регионални енергетски игранки, во кои што ние прашање дали сме способни, имаме таков кадар што може да се носи со тоа. И можеме лесно да настрадаме во тие процеси, а споделуваме исти цени, потрошувачка и така натаму. Тоа е основен услов за да бидеш конкурентен на пазарот. Значи, ние имаме на влез сега многу мала количина на газ, затоа што има малку потрошувачи, а со тоа имаме висока цена влезна, а таа директно врши притисок, односно влијае на цената, на конкурентноста на таа цена на меѓународните пазари. Значи, ние мораме да ги убрзаме тие процеси. Ако изградиме 20 км нови од гасоводот, треба да ги приклучиме фирмите одма и потрошувачите и граѓаните, затоа што тоа ќе овозможи секој треба да свати вртење на парите и на количините, затоа што на тој начин ќе се обезбедува по-евтин енергет кој што ќе влијае на конкурентноста на фирмите. Дали тоа е главниот начин или мерки што би требало да се преземат за да се ублажат? Не, клучниот фактор е подигање на сопственото производство. Значи сопственото производство на струја е клучниот услов и тука ние имаме потврлање. Меѓутоа, тоа не е прашање што сега можеш да го разрешиш на ваков начин. Тоа е прашање кое што бара тие инвестиции во енергетскиот сектор, знаете дека со децении траат и така натаму. И тука, како во све, ние немаме државна стратегија. Меѓутоа, ова ќе не поттикне сега малце поинаку да се однесуваме. И во моментот, според нашите информации, огромен дел од нашите членки влезени се во инвестиција на соларни панели, за да можат на некој начин да ублажат таа ситуација. Но а влада треба да ја води земјата. Имате ли ваш представник? Каков ќе биде односот со владата? Не. Односот со владата ќе биде како со сите досегашни влади, на професионално ниво, коректен. Ние никогаш не сме имале некоректни односи со било која влада. Бизнесот секој пат е во функција на интересите на државата и тоа го доведува во позиција да од обичните граѓани биде перципиран као сервилен
сервилен сегмент во општеството према владата, што не е точно. Јас сум сведок дека сиве овие години нема прашање кое што не им е кажано на владата, елаборирано, упорно повторувано и така натаму, меѓутоа владата балансира меѓу интересите на бизнисот и на граѓаните. Затоа што граѓаните се гласачи, а фирмите организирани во коморите се институции кои што исто така можат значајно да ја креираат политиката и сега кога ќе дојде во судир мерката што ти ја предлагаш на нивните гласачки интереси, онда нормално покушаваат да се извлечат, не водејќи сметка дека долгорочно тие мерки ќе поттикнат подобра позиција на граѓаните и подигнување на стандардот, што ќе значи автоматски шанса да владеат повеќе. Него се оди се прибегнува на краткорочни мерки што се лоши. Новитет годинава од 1 ноември е воведувањето на недела неработен ден. Да. Каков е тука ставот селиште на стопанствениците? Видите, кај на секој пат беше негативно тоа. И ако владата покуша со маневар да ја изземи одредени категории и така натаму, ние сметаме дека тоа е пазарна категорија и треба да се однесуваме така према сите пазарни категории. Не може сега мој Охрид чаршијата да не работи во недела, туристи не доаѓаат во Охрид во зимскиот период во вторник, доаѓаат во недела, така. Значи, ние направивме анализа и надвор. И надвор има такви, ама то се врзани за држави со висок стандард, со друга верска, да речам, ориентација и така натаму. Не можеш да ги споредиш, као пример да ги преземиш. Затоа мислам дека ова не сакаше до крај да го сослуша. Владата беше определена ова да го направи, не знам од кои причини, и мислам дека нема да допринесе и брзо после ова ќе се види дека нема ефекти и ќе биде повлечен. За иницијативата Отворен Балкан беа подпишани договори неодамна. Каква е економската перспектива и воопшто перспективата од оваа иницијатива? Па видите, ние се наоѓаме таму во една колизија меѓу Берлинскиот процес, кој што има свој концепт за развој на еден единствен регионален пазар и меѓу иницијативата за Отворен Балкан. Јас искрено не гледам разлика во тоа, меѓутоа разлика постои во бројот на државите, вамо се 6, вамо се 3. И тешко оди тоа приклучување сега и ние не можеме да се правиме слепи дека тоа не е. Па за едните стои тоа иницијатива, па за другите. Ево, јас сум во таква позиција. Јас го водам тој коморски инвестиционен форум на Ангела Меркел на Берлинскиот процес и со едната нога сум во управниот одбор, таму преседавам со 6 држави, а истите тие 3 се членки на Отворен Балкан, 3 не се. Ама истите луѓе сме ние. И сега се наоѓаме во колизија. Суштината на тоа е подобрување на протокот на стоки, услуги и капитал. И јас не знам сега зошто Отворен Балкан, Затворен Балкан, Киев, Берлински процес, единствен пазар, регулиран и така натаму. Нас ни е потребно проток на стоките, услугите и капиталот, а дали ќе се вика вака и така, нас бизнисмените не. Значи, Отворен Балкан во овој момент е поддржан од бизнисмените затоа што им изгледа дека тоа ќе доведе до забрзување на протокот. А не затоа што се вика Отворен Балкан, тој се викаше нели мал Шенген. Некој не знае ни кив дека постои, а ние сме вовеле 30 на мерки што ја значат подобрување. Дали тие добиваат или не? Значи, тоа е прашање на политичарите, Отворен Балкан, ова. Наше прашање е побрзо стоката да ми помине на граница. Да исчезнат оние страмни колони што постојат уште кај нас. То нигде не постои како само кај нас, со километарски колони, без хигиена, без со страшни чекања и така натаму. Грда слика. Еден од договорите и за работни дозволи полесно да се добиваат. Да. Што значи тоа? Тоа значи дека да има проток на луѓето кои ќе добиваат работа сега во 3 земји, односно условно во 6 земји, како ќе се наголемува тој процес. И сега тука имаше разни дилеми, како ние ќе бидеме погодени. Поимањето беше дека ние ќе бидеме во неповолна позиција со тоа. Меѓутоа, јас мислам дека анализите ќе покажат супротност од тоа, дека ќе бидеме и ние и дека нашите граѓани задоволни со можност да се вработуваат по 6 балкански држави без никакви ограничувања. Повторно околу работната сила, бевме сведоци на изминатите деценија заминување на работоспособно население. Како тоа се одрази врз економијата, како ќе се одрази? Ако не беше пандемијава, тоа ќе беше централно прашање. Тоа 100% ви кажам.
Ако не беше пандемија и се енергетска криза, ќе се зборуваше само за тоа. Ние имавме еден тотално промашен образовен систем кој што не испорачуваше луѓе, а квотата што остана од Југославија беше на разни начини веќе непостоечка. Така, некои остареа, некои се пензионира, некои отидоа странство и така натаму и така натаму. Новата квота на кадар што се испорача апсолутно не беше компатибилна со постоењето. Ние покушаме да ја свртиме работата, ни требаше 7-8 години, али сега можеме да кажеме конкретни бројки. Минатата година имавме само 11 фирми што склучија договор за дуалното образование со школите. Со наше инсистирање и на Министерството тоа се зголеми ова година на 211, а планот за идната година е 500. Тоа веќе ќе го реши прашањето на она основно таргетирана работна сила што е потребна за работата. А во исто време работиме и на зголемување на подигање на свеста и на концептот за подобрување за високообразовните кадрови и за формалното, неформалното и доживотното учење како целовит концепт, и тогаш ќе можеме да речеме дека за едно 5 до 10 години ќе се испорачува кадар како што е потребно. Каква година на економски стопанственички план би можеле да очекуваме ние, да очекува стопанство, да очекуваат граѓаните? Пластично кажано дека ќе одиме по јајце. Значи, ќе одиме напред, али ќе бидеме све обазриви, да не ги скршиме јајцата под нас, односно да не направиме некоја штета од овие сите кризи кои што не вреба. Јас препорачувам изузетно исклучителна предпазливост, стрпливост, високо професионално однесување и заедништво на сите субјекти за да можеме да ја преживееме наредната година. Господин Азиски, се надам дека вашите очекувања ќе се остварат, односно ќе бидат многу попозитивни. Ви благодарам за издвоеното време.